Денеска гледам дека пратениците на ДПМН како да не молат сите нас од опозицијата да гласаме против законите. Зошто? Заради тоа што пропадна планот да се прави вообичаениот баук од опозицијата. Како можете вие да зборувате дека има можна корупција во овие закони, а гласате за? И па сега ќе ви кажам, образложението е многу едноставно и само заслепени луѓе кои не се јавуваат за зборама дофрлаат од место, не го гледаат одговорот. Како сите граѓани, јас би рекла, во оваа држава, кои што патуваат повеќе од просечно, кога ќе размислам како сакам да стигнам до одредено место и кога ќе видам колку луѓе гинат секој ден на македонските патишта, си велам вака: подобро е да има пат, а некој да биде корумпиран, отколку да останеме и без пат, а они ќе најдат како да си ја истераат својата корупција. И тоа е нормално и логично образложение за секој граѓанин на оваа држава. Не зборувам за пратеници. Меѓутоа, она што денеска и вчера го поставуваме како прашање, а вие некако не сте расположени за одговори, вклучително и денеска присутниот министер, е зошто мора да има корупција? И зошто мора на вакви едноставни прашања да се бараат невозможни одговори? Денеска сакам да се осврнам само на две теми. Вчера малку ги загатнав, ама еве да бидеме многу прецизни. Прво, денеска чувме дека Скопје 2014 година не било контрапроект од ова, бидејќи владата вложувала во Скопје 2014 во музеи, во врби, во споменици и заради тоа се дигнало градежништвото, а заради тоа се дигнала и економијата. Па зошто запира владата? Ако со еден музеј ја дигнавме економијата, што не изгради 100. Ако со споменици се покренува БДП-то, па место 100 што не изградиме 10.000. Не на економисти, на мали деца. Им е јасно дека оваа економија и оваа политика на долг рок ќе ја плаќаат не наши деца, наши внуци. Во ниједна земја на светот економијата не се развива со тоа што ќе инвестираш во згради кои ќе прават трошок, а нема да прават чар. И затоа после 7 години пена фаќање на устите, истите пари можете да ги дадете и на патишта. Истите пари можете да ги дадете на централи за електрична енергија. Денеска не знам дали воопшто треба да дискутираме. После 8 години одбивање на таквите тези, денеска велите: сега ќе градиме автопат. Што ќе се случуваше ако во Македонија овој тип на изградба почнеше тогаш кога имавме пари? Првата работа ќе беше што тие 500 милиона ќе ги имавме негде во буџетот. И тие 500 милиона ќе значеа дека веднаш можеме да си распишеме тендер и патиштата денеска ќе пеа 5 години стари. 5 години помалку сообраќајки, 5 години побрзо патување во државата, 5 години вратен ќар во македонската економија. И денеска на тоа никој не одговара. Значи, зошто една држава прво да ги гради трошоците со пари кои ги има, за после да се задолжува за најосновната работа? Денеска една пратеничка на ДПМН рече вака: сите знаеме дека патната инфраструктура е најважна за економијата и граѓаните. И сите знаеме. Ама зошто пред 7 години тоа не го знаевме? Што беше најважно во изминативе 7 години, кога се друго беше побитно отколку изградбата на патиштата? И не ми зборувајте за регионални, локални, други 7 километри автопат. Сите башки изградени со кредит. 1 денар од буџетот не насочен кон најважниот приоритет. И тоа мислам дека е една од работите која така останува да виси во воздух. Втората е уште поважна. А тоа е дека кога ќе дадете договор на 200 и кусур милиони евра, кој што само пред неколку години бил оценуван дека ќе чини 104 милиони евра, па било кој што не гледа ќе си го постави прашањето како е возможно да се дуплира и отпојке да се зголеми долгот. Објаснувавте нафта, испадна излагавте. Објаснувавте камења, испадна камењата сме требале на друго место да ги бараме. И сега главниот аргумент зошто вие се плашите од корупција? Па секој пат кога имате ситуација во која една фирма добива гратис, добива договор
Едни ќе викаат многу ефтино, и други ќе викаат многу е скапо. Кој е лекот? Пушти ја на тендер. Ама тоа нашата влада не сака да го прави. На ист начин ја водеа дискусијата други пратеници на ДПМНЕ кога зборувавме за ОКТА, ама на идентичен начин. Како вие мислите дека Грција може да биде корумпирана? Се сеќавате? Или тогаш не гледавте парламент? Не е проблем Грција, не е проблем Кина. Проблемот е Македонија на кој начин стигнала до оваа цена. И дека тоа може поинаку, еве неколку примери и факти. Еве погледнете Србија, која прва почна со имплементирање на киневскиот проект и според изјавите на директорот на Ексим банката е стратешки, единствен стратешки партнер на Кина од регионот. Погледнете што прави Министерство на градежништво и урбанизам или инвестиции, не сум сигурна точно како им е името, има образложение на проектот сектор 1, сектор 2, сектор 3, на крај што стои? Сите заинтересирани фирми своите писма за намери, иницијални понуди можат да ги достават до тогаш и тогаш Министерството за градежништво и урбанизам, таа и таа адреса. Сите иницијални понуди можат да ги достават. И сега се поставува прашањето зошто на ваков начин тоа не беше направено од страна на владата. Па етек испадне све друго е паднато во вода. Дека тоа случајно не го направиле србите, го покажува нивниот договор со Кина. И вели вака, членот 5. Сите предлози и понуди, поднесени од така натаму надлежни органи, институции и компании, ќе се проценуваат од аспект на конкурентност, на меѓународниот пазар и така натаму. И во прв момент реков, навистина, видиш, србите уште во договорот си предвиделе зголемена конкурентност. Зошто? Затоа што кога е конкуренцијата голема, како што вчера зборува во Бугарија, цената е пониска. Ако нема конкуренција, и 5 милиони евра вие ќе викате ура, и 10 милиони да беа ќе викавте супер е понудата. Меѓутоа, знаете што е проблемот? Што ова не е специјалност на Србија. Ако го погледнете назад договорот кој пред известно време помина во Македонското собрание, тоа е меѓународниот договор кој што веќе го подпишавме за економска и техничка соработка во областа на инфраструктурата со Кина, во членот 5 ќе видите предлози и понуди поднесени од страна на надлежни органи, институции и компании одговорни за спроведување на програми и проекти ќе бидат евалуирани во насока со конкурентноста на меѓународниот пазар, посебно во смисла на цена и така натаму. Кај пропадна член 5? Го снема. Чудно? За ДПМНЕ воопшто не. За ДПМНЕ пораката е дека не треба ни да поставуваме вакви прашања. И тоа не е се. Да бидам искрена, не знам дали забележувавте кога ја водевме дискусијата по еден од другите предлог закони во овој пакет, ќе видите дека и во овој договор е обезбеден така наречен анекс член. И нас може да не чека во следниот период повторување на Скопје 2014. Во членот вели вака: изменување и дополнување на договорите можат да се извршват во следните случаи: промени на обемот, должината, дополнителните работи, промени во динамиката на изградба и реконструкција на проектните правци, предизвикани од динамиката на изработка на проектната документација. Што би се рекло, можда и цениве кои денеска велиме дека се многу високи ќе испаднат ниски. Е, тоа ни го нуди владата. И ние за тоа амен да викаме. Анекс во секој договор, така е, колешки, во секој договор стои вака. И затоа, ама не во секоја држава, се случува објекти да се градат со 30 анекс договори. Кога ќе ми ја најдете таа држава, излезете на говорницата, јас ќе се извинам дека апсолутно непотребно сум ја критикувала на владата. Со ваквиот член, 30 анекс договори на 600 милиони евра можат да станат многу повисока сума. И затоа, колеги, и вчера не чувме коментари за споредбата на цените, затоа денеска слушаме морски образложенија кои што еве се надевам дека во репликите ќе имам можност да ги демантирам и да ги објаснам. Затоа на македонската јавност и станува јасно дека владата доцни со овој проект 8 години и наместо да го плаќаме со парите од буџет или задолжувања кои што ќе значат и конкурентна постапка, нашите деца и внуци ќе плаќаат прескапи проекти заради тоа што некои
денеска сака да замине со профитот. Затоа не слушаме колку и како ќе заработи кинеската фирма. Најверојатно е дека ќе заработат кинески фирми, што е во ред. Проблемот е што планот е да заработат и некои македонски политичари.